Сојузот на синдикати на Македонија денеска ги потсети работодавачите дека имаат уште 7 дена за исплата на регресот за годишен одмор, односно К15. К15 се пресметува врз основа на просечната нето или бруто плата во изминатите 3 месеци. Од тука сумата која треба да легне на трансакцијските сметки не смее да биде помала од 11.045 денари. За да добие регрес за годишен одмор, работникот мора да бил ангажиран кај истиот работодавач најмалку 6 месеци во текот на календарската година. Правото на регрес за годишен одмор е во висина од најмалку 40% од основицата, а потсетуваме дека општиот колективен договор согласно член 2 се применува непосредно и е задолжителен за работодавачите и вработените во приватниот сектор и согласно истиот нема исклучоци, односно општиот колективен договор задолжително се применува за сите субјекти во приватниот сектор, се наведува во соопштението. Право на исплата на К15, како што посочуваат од Сојузот на синдикати на Македонија, имаат и оние работници кои биле отсутни од работа поради боледување, вклучително и отсуство поради COVID-19, како и работниците кои користат платено отсуство. Законската обврска за исплата на регрес за одмор беше укината во 2005 година и по 9 години со последните измени на општиот колективен договор за приватниот сектор, повторно се воведе во 2014 година. Фирмите имаат рок до 31 декември за исплата на К15, во спротивно може да заработат глоби до 4000 евра.